Нашето студио е преполно со гости. Ова утро зборуваме на оваа тема и сето она што се случува во Скопје овие денови. Ќе започнам од мојата десна страна, две дами во студиото 3 на Македонската телевизија. Велам добро утро за Рахила Граковац и Лаура Мартиќ, да не грешам. Добре ни дојдовте во Македонија наутро. Овие дами ни се од Хрватска, кои што пристигнаа на фестивалот. Добро ни дојдовте. Веднаш потоа лик кој што веројатно го препознавате, бидејќи често ни доаѓа во утринската програма, Благоја Јовановски, директор на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал, дел од Академското културно-уметничко друштво Мирчацев. Добро ни дојдовте, Благоја. И веднаш до него Владимир Костадинов, уметнички раководител на фолклорниот ансамбл. Имаме многу за што да зборуваме. Овие денови вие конкретно имате полни раца работа, бидејќи во теќе Меѓународниот студентски фолклорен фестивал. Уште неколку дена, вчера започна. Па како што спомнавте, 39-то издание на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал во организација на Академското културно-уметничко друштво Мирчацев, кој работи во склопот на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Новогодишниот фестивал, како што спомнавте, од 23 до 27 овој месец, ќе земат учество фолклорни ансамбли од Северен Кипар, од Турција, од Хрватска, Бугарија и домашни ансамбли од Македонија. Секако организатор и учесник на овогодишниот фестивал ќе биде Академското културно-уметничко друштво Мирчацев. Од каде се има гости оваа година? Хрватска имаме? Рековме Северен Кипар, Турција, Северен Кипар, Турција, Хрватска и Бугарија. И Бугарија. Она што ме интересира во поглед на гостите, расте ли бројот од година в година конкретно на учесниците? Значи, секоја година имаме се повеќе и повеќе заинтересирани кои сакаат да учествуваат на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал. Меѓутоа, нашите можности финансиски се ограничени, затоа мораме да се ограничиме на групите кои што ги каниме да учествуваат на фестивалот. Е, тука е одлична можност некаде да споменеме и државата и бизнисите кои што треба да инвестираат во вакви културни случувања, бидејќи тоа е на крајот на денот нешто што носи од друга страна промоција на државата и туристи меѓу другата. Вие сте уметнички раководител на фолклорниот ансамбл. Она што ме интересира, како Македонија во цело во ова ќе се представи случување? Па, Македонија, Академското културно-уметничко друштво Мирчацев се представува со целата своја или дел од големата програма која што ја има и ја негува едноставно како кореографија и како ора. Вчера започна меѓународниот фестивал, вчера се представивме со играта Малешевка и Источна Македонија, значи и првата и втората постава зема учество на вчерашниот концерт, ќе земат и во наредните денови, и денес и утре и задутре. Играме освен овие две игри и Водарки, Тресеница, така што дел од програмата за да им овозможиме нели на нашите гости да може да ја представат нивната програма. Ајде да ги вклучиме сега и гостите. Со што се представувате вие на Меѓународниот фолклорен студентски фестивал? Mi smo, došli smo na festival sa uvježbanih 5 koreografija. Dobro. Predstavljamo sve krajeve naše države, znači plešemo Posavinu, Međimurje, to su sve pokrajine. I predstavljamo njihove tradicionalne plesove. Došli smo normalno sa našom tradicionalnom Slavonijom, odakle smo. I uz to još 4 izvedbe takvih plesova. Наша обврска како јавен сервис е да имаме превод со оглед на тоа што верувам дека граѓаните разбра голем дел од сето она што го кажа Рахила, но сепак Благоја ќе мораме да го испочитуваме. Тоа како што кажа, значи доаѓаат од Хрватска, поточно од Славонија и играат повеќе имаат спремено повеќе кореографии за овогодишниот фестивал каде што учествуваат, така да најмногу играат Посавина, Славонија, Меѓумурје, каде што и ќе се представат на новогодишниот со истата програма. Лаура, за прв пат сте во Македонија? Не, били смо у Охриду пред 3 години. Во Охрид пред 3 години, сега тука со богата програма. Како ви се допаѓа Скопје? Тоа морам да прашам. Нисмо још стигли, баш. Не стигнавте да видите ништо се уште? Добро, ќе има време. Тек смо јучер стигли, така да и за сад е стварно лепо. Велат, кога ќе дојдеш во Македонија, немој да играш и немој да пееш, бидејќи ние сме биле талентирани за се, но ние би сакале да видиме зашто сте вие талентирани. Па кога ви имаме веќе во студиото, може да слушнеме барем нешто, еден сегмент
Од тоа што Да е испеват. подготвено, може? Može. Ајде. Šetale se tri divojke mlade pokrajene, zelene livade, pevaveli mili, Bože što je ne dolazi, milojanje moje. Почитувани Еден дел гледа- песма. Да, ова е причина зошто вие треба да го проследите меѓународниот студентски фолклорен фестивал, бидејќи има што да се види и од друга страна има што да се слушне. До 27 богата програма на различни локации во земјава. Кои се локациите? Значи, синојка имавме свечено отворање на 39-тото издание на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал на платото во Лептокарија, општина Карпош, каде што домаќин беше општината Карпош и градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев го отвори овогодишното 39-то издание на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал. Ревијално се представија сите групи учесници на претходната вечер, значи на првата вечер. Денеска имаме гостување во општина Велес, каде што исто така домаќин е градоначалникот на Велес, Аце Коцески. Во сабота, значи, гостуваме на општина Газибаба. Значи, концерт на платото во автокоманда, каде што исто така ќе биде овај домаќин градоначалникот на Газибаба. И завршната вечер ни е во дворот на црквата Света Тројца во Бардовци. Значи, исто така, сите ансамбли ќе настапат така ревијално на завршната вечер. Тие се оние фестивалски вечери каде што, значи, сите учесници ќе се представат со дел од својата програма и ќе представат својата култура во Македонија. Владимир, уметниците генерално живеат и за публиката. Аплаузот на публиката им е најголемата награда. Колку студентскиот фестивал фолклорен е посетен од година во година? Прега само вчера да видиме колку беше посетено отварањето на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал. Едноставно ќе ни даде убав приказ за тоа како од година во година само се зголемуваат луѓето кои се би сакале да дојдат да не гледаат, воопшто да гледаат фолклор. Интересот е дефинитивно голем и би требало тоа да се негува и во иднина. Така. Апсолутно. Рахила, Лаура, овие фестивали се добра можност да покажете што вие поседувате како таленти, од друга страна вашата земја како култура и традиција. Меѓутоа, одлична можност и да се запознаете со познаници, пријатели од другите ансамбли и ете да речеме да благодарение на тие познанства поидете пак на концерти во нивните држави. Кои се очекувањата од Меѓународниот студентски фолклорен фестивал? Вчера започна, има уште време, но Meni je jako je lijepo zato što sećamo puno prijateljstava. Vidimo običaje iz drugih kultura, iz drugih država, obogaćujemo jednostavno svoj pogled na cijeli taj folklor i na sve te plesove. Jako je lijepo vidjeti sa različitih strana i svijeta i svega kako to kod njih funkcionira, a i dosta se stekne prijateljstva i svega što ponesemo i sa sobom kući i ostanemo jednostavno u kontaktu dugo. Имајќи го предвид она што се случуваше во Охрид, кои се очекувањата од Скопје? Pa drugčije je ovo ipak festival mladih, pa nekako više naše generacijski, pa mislim da će nam čak ovdje možda čak biti ljepše. Zato što upoznajemo mlade i to što je Rahela rekla. Dakle, vidimo malo druge kulture, drugi pogled na svijet, obogaćujemo sami sebe. До 27 се случува Меѓународниот студентски фолклорен фестивал. Што потоа, на што ќе биде фокусирана Академското културно-уметничко друштво Мирчаца? Вака веднаш по завршувањето на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал, веќе сме исто така истовремено припремаме гостување на фолклорниот ансамбл во Полска на еден светски фестивал во организација на светската организација ЦИОВ, каде што од 2 до 10 ќе учествуваме на тој фестивал.
на 21-ви, веќе само што се враќаме од Полска, 21-ви, 22-и и 23-ти заминуваме во Приштина, исто така на еден фестивал кој е со такмичарски карактер. А хорскиот ансамбл од 18 до 22 оди во Кишинев во Молдавија. Исто така на хорски фестивал. И потоа ни следат неколку концерти, завршни концерти за оваа година на фолклорниот хорскиот ансамбл. Имаме гостување во повеќе градови, Прилеп, Свети Николе. И тоа е така на некој начин не заокружуваме целата таа приказна. Како уметнички раководител на фолклорниот ансамбл, постои ли сцена на која што би сакале и вие, а и вашата група да застани да покаже што уме, бидејќи јас верувам дека секаде во светот до сега сте биле, но има ли нешто што останало? Па не, моето искуство, нели, големо е, меѓутоа сме настапували јас лично на големи сцени на секаде на светот и во прекоокеанските земји и тука во Европа. Сме виделе публика, навистина во огромен број, на стадиони сме настапувале, значи едноставно со оние standing ovations, нели како што се вика. Ќе се навратиме на тоа малку подоцна. Да. Имам прашање и за тоа, добро? Во секој случај така треба да продолжиме. Дали треба да искусиме некоја нова посебно, не би можел да издвојам, меѓутоа би требало да продолжиме во таков стил, бидејќи ние и такво и реноме држиме како академско културно-уметничко друштво. Да, кога станува збор за Мирчацев, без оглед на тоа дали е фолклорниот ансамбл или хорот, каде и да одите, стоечки овации има секаде и публиката е апсолутно воодушевена. Која е сцената, односно публиката која што вам ве оставила без зборови? Се сеќавате? Па има повеќе, дефинитивно. Има надпреварувачки карактер фестивал кој што го одржавме пред 2 години во Германија. Таму имавме Хармони фестивал. во Хармони фестивалот. Навистина беше прекрасно, во голем број публика која што не гледаше и при самото наше изведување на кореографијата со која се надпреварувавме, нели? Изимавме награда, едноставно не пратеше додека игравме. Значи имаше и аплауз, меѓутоа и самиот ритам, публиката стана, тоа веќе дава, она како викаат, катарза. Да. Ние даваме емоции кон публиката и публиката ни враќа назад, едноставно во тој момент е бесцената. Во контекст на публиката, јас се надевам дека ќе ве воодушеви, покрај тоа што вие ќе ја воодушевите публиката, се надевам дека и публиката ќе возврати подеднакво и дека Скопје ќе ви биде убав спомен. Кога сме веќе кај настапите, која е онаа сцена или настап кој што вас ви останал во сеќавање низ годиниве, дали по реакцијата на публиката, дали по нешто што вас ве воодушевило? Pa mene osobno oduševi to na koji način ljudi su toliko iznenađeni s tim. Jer folklor nije toliko zastupljen kao što je nekada bio i puno ljudi to zapostavlja. I onda lijepo je kad dođemo, to izvedemo i kad vidimo koliko su ljudi zapravo oduševljeni s tim šta smo mi njima pokazali, za šta smo se trudili. Од која земја сте се вратиле со најубави импресии? Pa ja Ohrid. Ohrid, Македонија? Тоа е Македонија, домашната, да. Zato što nam je to bilo prvo veće putovanje, takvo i dalje i upoznali smo jedan A i u novi dio. stranoj zemlji je drugčije, jer mi kad nastupamo u Hrvatskoj svi već znaju, ajmo reći, što ćemo izvesti, a ovdje ovo su potpuno drugi običaj, pa smo, ajmo reći, Da, mi smo nešto novi novo. smo, da. За тоа дека сме гостопримлив народ веќе е потврдено, но верувам дека знаете дека не треба да се отидете од Скопје без да пробате никој од специјалитетите. Тоа да расчистиме, значи кој дошол мора да се оди да тавче, гравче, ајвар, значи нешто од тоа мора да се проба. Ајвар ако е лето има некаде. Да, тоа без тоа да не си одите, тоа да знаете. Ајде да ги поканиме гледачите, сите оние кои што сакаат да видат што може да понуди Меѓународниот студентски фолклорен фестивал, кога, кои сцени, каде? Значи, како што кажавме, првата вечер беше во Лептокарија. Денеска, утре што Денес очекува? гостуваме во Велес. Велешани денеска, подгответе се. Да. Во сабота имаме на плоштадот во Автокоманда. Сите се овие концерти навечер од 19:30 часот почнуваат. И завршната вечер ќе ни биде во црквата Свети Спас, во дворот на црквата Света Тројца. И се извинувам, во Бардовци.
Значи, тие ќе бидат тие фестивалски вечери. Покрај фестивалските вечери на фестивалот имаме сега, значи од 9:30 ни почнува семинарот. Семинарот каде што Како е организиран семинарот? Што значи може да се секоја земја се представува со народна носија, инструмент и обичај. Значи тоа го представува за другите учесници кои се на фестивалот и тоа е така секоја предпладна се организира од 9:30 до 10:30. Потоа имаме предвидено во програмата посета на Милениумскиот крст на воднопланината, кањонот Матка, прошетка видат по и старата убавините. чаршија, Скопска чаршија и плоштадот. Ете така неколку, а навечер веќе се организирани забави. Забави каде што треба да се дружат, да се запознаваат и да останат во сеќавање тука деновите кои што биле во Скопје. Апсолутно. Јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето во Македонија наутро по завршувањето на меѓународниот студентски фолклорен фестивал, да се договориме да ви имаме повторно во студио, да ги сумираме впечатоците и со фотографии да им доловиме на гледачите како поминало се. Може така? Секако. Девојки, ви благодарам за гостувањето во утринската програма и ви посакувам убав престој во Скопје.